Пратениците ги изгласа измените со кои ќе се плаќаат 18% данок на додадена вредност за нарачките до 22 евра за онлайн продавници од странство како Тему, Шеин, Алиекспрес. Овие нарачки досега беа ослободени од давачки. За гласа 59 пратеници, а 12 беа против. Ова практично ќе значи поскапување за нарачките до 22 евра кои досега не се оданочуваа. Заменик министерот за финансии Николче Анкуловски кажа дека целта е да се заштитат нашите мали трговци. Рече дека ово ослободување веќе е укинато и во Србија и Црна Гора, а во Албанија е во процедура. Основна причина заради која се врши оваа измена е создавање на појасна правна рамка, спречување на злоупотреби, пофер и порамноправна положба на малите бизниси во Република Македонија со тие од странство при плаќање на ДДВ. И исто би посочил од 1 јули 2021 година Европска унија со директива исто го воведе ова, односно го укина ова ослободување. Дел од пратениците со поддршка, другите контра. Само минатата година над 1000 тони ситни производи се влезени во Република Македонија кои што не се оданочени. Значи тој има нелојална конкуренција. Оттаму сметам дека ваквото законско решение треба да биде поддржано и јас лично ќе го гласам ова законско решение, бидејќи на овој начин ги ставаме барем ако не ништо друго во рамноправна положба македонските трговци. Сивата економија ви цвета кога имате рамен данок на добивка, од каде што треба да се полни буџетот, вие одлучувате на ионака огромниот процент на приход од ДДВ, кој што популарно се нарекува во левичарските кругови, барем вие знаете, како данок на сиромашни, да се полни дополнително од нив. Практично, празниот буџет ние ќе го полниме од тоа што нашето граѓанство купува шноли, боички. Законот по поминувањето на собраниските филтри влегува на сила 8 денови по објавата во Службен весник.